Почитувани гледачи, поздрави од спортската сала Парк од Струмица. Во продолжение ќе го следиме дуелот меѓу Струмица 2005 и МЗТ Скопје, продолжеток од кошаркарскиот шампионат на Македонија. Веќе на паркетот се кошаркарите на Струмица во состав Гранчаров, Тасовски, Пуповиќ, Богоев и Латовиќ, додека пак тоа се 5 минута, значи за Јорданчо Давидков, додека пак Маријан Лазовски излегува со Јане Петровски, број 14, Слободан Агоч, ново засилување, број 9, ако не се лажам. Да, тоа е Дерил Хил и број 12 Џон Смит. Тоа се значи, да, во секој случај го заборавив и Мухамед Таџи, тоа е стартната петорка за Маријан Лазовски. Во секој момент треба да започне овој дуел, рековме надпревар кој што го отвара пролетниот дел од шампионатот, прво коло, каде што освен Струмица МЗТ играат Карпош Сокол и Фени Индустри, Вардар осигурување Фершпет и Свислион Амак Охрид. Тоа се значи петорки, односно двојките за оваа коло. Дел веќе се играат, а дел пак треба да се одиграат во текот на утрешниот ден. Златевски, Митровски, Ристо Митровски, тоа се двајцата, односно тројцата суди на оваа средба, кои што имат доста проблеми, мајќи во предвид според официјалната информација дека овде во спортската сала Парк нема тајмер од 24 секунди, така што ќе биде многу проблем за луѓето од записничарската маса. Во меѓувреме пропуштена шанса за двата тима да искористат, односно да поентираат во првите напади од овој дуел. Топката кај Џон Смит, МЗТ Скопје најмногу во овој зимски преоден рок, можам да кажам, профитираше околу засилувањата, ако може така да се каже. 4 странски имиња допатуваа во тимот на МЗТ Скопје. Се разбира, тоа ќе биде нова можност за МЗТ Скопје да се врати повторно во игра и да биде оној навистина тим кој што палеше и гасеше, ако може така да се каже, во текот на изминатите шампионати. Во меѓувреме со број 9 прекршок на Тони Гранчаров, тоа е прва лична за него на оваа средба. Резултатот во изминативе 30 на секунди без поени, но Јане Петровски има таа привилегија прв да го открие резултатот на оваа средба. Нема поен во првото слободно фрлање. Во вториот, да, први поени на Јане Петровски. Водство на гостите, но сепак го имаат и првиот, можеби поорганизиран напад кошаркарите на Струмица. Милјан Пуповиќ, кошот ќе важи. Дали? Да видиме што велат судиите. Не, кошот нема да важи. Со број 12 Џон Смит ја направи првата лична. Пуповиќ повторно во дуело со Џон Смит и први поени на Милјан Пуповиќ. Јане Петровски, еден од најдобрите плеймейкери во македонскиот кошаркарски шампионат, не стасува топка до Хил, но Џон Смит овде прави чекори. Беше очигледно. Иако се чуди, но сепак ќе мора да внимава. Богоев. Топка до Тасовски. Латовиќ до Пуповиќ. Одлична комбинација, поени на Латовиќ. 4:1, топката кај странецот Хил, кај МЗТ Скопје, заедно со Џон Смит, се двајцата американци кои што го засилија тимот на МЗТ во овој дел од шампионатот. Поени овде за број 14 Слободан Агоч. 4:3. Има ли овде? Прави чекори Латовиќ. Реагира овде публиката, смета дека имало прекршок над него, некаде околу, моја слободна проценка, 1000 посетители овде на трибините во спортската сала Парк. Петровски. Одлично да го стои пак со поени, 5 поен за тимот на МЗТ. 5:4. Ќе биде на вистина интересен овој дуел.
бидејќи МЗТ освен што се засили на играчки план, влезе и Фон како спонзор, а конечно се одлепуваат резултатски 7:4 први поени за Дерил Хил на оваа средба, но веднаш се послужи со прекршок. 3 поени предност за тимот на МЗТ од Скопје. Мирна е атмосферата овде. Реков, ово е премиерен дуел од пролетниот кошаркарски шампионат, каде што според многумина овде нема фаворити, едноставно секоја екипа може да изненади секого во меѓусебните надпревари. Милјан Пуповиќ на линијата за слободни фрлања, втора лична за Џон Смит. Успешен Пуповиќ. Повторно на линијата за слободни фрлања Милјан Пуповиќ. Четврти негов поен, намалуваат 7:6. Убава комбинација, има ли овде поени? Не, сепак имало прекршок над Мухамед Тачи. Мислам дека тоа беше Тасовски, да видиме со број 8, да. Диме Тасовски, прва лична за него нова средба, втора во таборот на Струмичани. 3 веќе кај гостите, според мојата евиденција, реков ќе биде многу тешко со оглед дека на официјалниот семафор ќе ги нема личните на кошаркарите, но и бонусот кој што го имаат двата тима во секој период од надпреварот. Нема во второто слободно фрлање поени. 8:6. Напад на Струмица, Латовиш. Диме Тасовски, обид за 3 на Диме Тасовски, нема тројка. Смит ја прифати оваа топка, има ли можности за контра? Сепак не им се брзаат многу на кошакарите на МЗТ, ќе одатно организиран напад, поени на Мухамед Тачи, трети негов поен за повторно водство 4 поени на МЗТ. Богоев. Тасовски. Повторно Евтим Богоев. Латовиш од огромна далечина, Латовиш нема тројка, но Пуповиќ овде прифати оваа топка, нема поенина за Пуповиќ. Јане Петровски ја прифати оваа топка, контра има или не? Сепак Тачи сам ја завршува оваа акција или не додава до 14-ката. Агоч кој што пак поентира во оваа акција, 6 негов поен и двојно повеќе поени имаат кошаркарите на МЗТ од Скопје. 6:12 на 3,5 минути игра од првиот период. Откако гостите го постигна 12-тиот поен, Јорданчо Давидков веднаш алармираше, го побара првиот тајмаут во овој период на игра. Пуповиќ, тешко ова беше позиција за него, Латовиш не успеа да ја прифати оваа топка, повторно неуспешен напад на домакините. Топката кај Агоч. 6 поени за Агоч, не стасува топка до него. Добро пресече овде Евтим Богоев, има ли контра? Лоша координација меѓу Пуповиќ и Гранчаров. 6:12 останува. Времето тече во овој прв период во корист на МЗТ Скопје. Доаѓа во меѓувреме и поддршката од публиката овде ги има околу 1000. Ова е дека атмосферата на кој што сме навикнати да ја следиме кога Струмица 2005 настапува овде пред своја публика. Повторно лошо додавање до Агош. Латович, Гранчаров. Латович и мислам дека во оваа ситуација не требаше да греши. Четврти поен за Латович, намалуваат 12:8. Хил. Одлична блокада, но сепак како да подзаспа во меѓувреме Латович му дозволи на Агоч да го запрокнижи и 8-миот поен. 8:14, 6 поени предност за тимот на
МЗТ. Милјан Пуповиќ. Каков незгоден, но сепак судиите велат дека овде имало чекори. Добро се поставил Џон Смит според судиите, веднаш фрлено овде пластично шише на паркетот, што не е потребно во секој случај. И веднаш лицата задолжени за јавниот ред и мир ги отстранија оние мали деца кои што се послужија со шишење да маваат по судиите. Петровски. Јане Петровски. Топка до Хил, нема поени за Хил. Пуповиќ 3-1. Тасовски. Богоев. И конечно први поени на Богоев. 10-14. Петровски. Добива топка Смит. Поени на Смит. Први за него на оваа средба. 16-10. МЗТ Скопје успева да одржува оваа резултатска предност, иако во меѓувреме Пуповиќ го постигнува шестиот поен за него. Тој заедно со Дамир Латовиќ и Евтим Богоев засега како во сенка Тасовски и Гранчаров, барем во поглед на реализацијата. Нема поени овде за Петровски, Џон Смит до Агоч. Просветете сепак тоа е Тачи. Поени на Тачи. Петти поен. 18-12. Никако да се намали таа предност од 6 поени што има МЗТ. Времето тече. Уште 3 минути до крајот на првиот период. Топката кај Богоев. Успеа да се ослободи овде Тони Гранчаров од Јане Петровски. Чиста позиција за Дамир Латовиќ. Нема поени. Не сепак да. Права тројка на оваа средба. 7 поен за Дамир Латовиќ. 15-18. И успеат и да возвратат со иста мера гостите од Скопје. Тачи. Од тешка позиција, но сепак успешен Тачи. 7 поени за него. 15-20. Иван Бошњак се подготвува да влезе во игра кај Струмичани. Најверојатно на местото на или Тасовски или Гранчаров, ќе видиме. Богоев сам ја завршува оваа акција, се разбира успешно, четврти негов поен. 17-20. И понатаму предност за тимот на МЗТ Скопје. Уште од втората минута успеа резултатски да се одлепат, да наметнат своја игра, кој што ќе мораат Струмичани да ја гонат. Во меѓувреме Тачи неефикасен. Има ли контра? Тасовски чиста позиција, тројка на Тасовски. И конечно бара тајмаут. Тајмаут бара Маријан Лазовски, резултатот 18, односно 19. Сепак просвете 20-20, откако Тасовски поентираше втора тројка за својот табор. Две минути и 17 секунди до крајот на првиот период. Интересна завршница на првите 10 минути, ако се има во предвид дека МЗТ Скопје имаше предност од 6 поени, но сепак успеа домакините да ја намалат таа предност. Топката кај Хил, заедно со Џон Смит, дојде од Соединените Американски држави. Агоч дојде од соседна Србија. Најефикасен засега тој на паркетот со вкупно 8 поени, но сепак не успева неговиот обид за 3. Тони Гранчаров, Бошњак на местото на Тасовски. Дваесет. Латовиќ. Одлично Латовиќ, само како се ослободи од Агоч. Во моментов тој е најефикасниот со 9 поени на паркетот, односно на дуелот Струмица МЗТ. Петровски. Недостасуваат неговите тројки на кои што се навикна кошаркарската јавност. Долго време трае овој напад. Тачи до Агоч. Поени на Агоч. 10 поен за него, енигма нерешлива за Струмичани. 22-22.
Првиот период дава увертира дека овој направар ќе биде неизвестен до самиот финиш. Милјан Пупович. Без проблеми против Џон Смит, кој што има два прекршока токму над Милјан Пупович. Тече последната минута, 2 поени предност за тимот на Струмица. Напад на МЗТ преку Јане Петровски. Петровски. Кошот ќе важи лична на Латович. Прва лична за него, трета во таборот на Струмица. Агоч ќе биде на линијата за слободни фрлања. 12 поен за него. Еве го и 13-тиот поен за Слободан Агоч. Половина од поените за МЗТ Скопје, токму тој ги постигна барем во досегашниот тек од средбата. Поен предност за тимот на МЗТ. Бошњак. Нема поени. Помислив дека ќе има овде поени. Тешко, сепак Латович овде прифати оваа топка. И кој правил прекршок Џон Смит. Тоа е трета лична, ќе мора да внимава или пак Маријан Лазовски да го повлече на клупа. Тоа и го прави. Мислам дека овде во игра треба да влезе Мирослав Деспотович, да видиме сепак. Не, сепак со број 7. Стргјан Живкович, исто така од соседна Србија доаѓа заедно со Агоч како нови засилувања на тимот на МЗТ. 25-25. Латович го постигнува 10-тиот поен. Еве го 11-тиот поен. Измена, она што пред малку го реков, Џон Смит излегува од игра, на негово место Србино Стргјан Живкович. 24 секунди доволни за напад. Еден мирен напад на МЗТ Скопје. Сепак да видиме како се до тоа ќе го одработат во наредниве неколку секунди, со што и ќе финишира првиот дел од дуелот Струмица МЗТ. Петровски ќе се оди на долг напад, очигледно. Поен предност имаат домакините. Живкович, обид за 3 на Живкович, нема тројка. Крај на првиот период, 26-25, поен предност за тимот на Струмица во дуелот со МЗТ Скопје по првите 10 минути. Стартуваше и вториот период, во игра кај струмичаниот Дарко Соколов. Да видиме на местото на Тони Гранчаров, задолжен во моментов сега за брзиот Јане Петровски. 28-25, не успев да забележам кој ги постигна првите поени кај струмичани, но не ова стасува топка до Агоч. Сепак со малку среќа успева. Тачи, кошот ќе важи, ќе има додатно слободно фрлање. – 28-27, ќе има ли ново израмнување. 9-ти поен за Мохамед Тачи, еве го и 10-тиот поен за него. Ново израмнување. Богоев сам се ослободи, постигнува поени. 6-ти негов поен. Хил. Повторно не успеа проигрувањето, но Дарко Соколов напамет сето тоа. И добива реакција од Јорданчо Давидков. Иако истрча во нападот Богоев, Латович и Бошњак,
Сепак можеби ова беше потребно за да се разбуди оваа публика кој што има овде во спортската зала Парк. Реков моја слободна проценка, дали ги има и околу 1000. Дарко Соколов, втора лична. (30-28). Нападот на гостите го започнува Хил. Петровски. Со буџетот кој што го има МЗТ и играчкиот кадар што го донесе во својот табор, очекува да одигре важна улога МЗТ Скопје. Агоч. Тачи. Тачи убаво се ослободи од Бошњак, поени на Тачи. 12 поен за ново израмнување, 30-30. Богоев ја превзема ситуацијата во своји раце, 8 поен, едно по друго, два напади тој реализира и Милјан Пуповиќ првиот напад што постигна поени. Тоа се двајцата кошаркари кои постигна поени. Одлична комбинација на Јане Петровски до Агоч. 15 поен за Слободан Агоч. Има прекрешок токму од најефикасниот на паркетот Слободан Агоч во меѓувреме над Милјан Пуповиќ. Мислам дека тоа ќе биде прва лична за Агоч и смена во таборот кај гостите. Излегува Хил, на негово место со број 5 Бојан Николовски. 32-32. Милјан Пуповиќ на линијата за слободни фрлања. Во игра кај домакините се подготвуваат да влезат Тони Гранчаров и Диме Тасовски. Еве таа смена што ја најавив, Латовиќ и Богоев излегуваат од игра. Комбинира Јордан Давидков. Токму рече и тој дека 9 мина кошаркари подеднакво можат да конкурираат за првиот состав. Што велат со број 11 лична на Бошњак. Според мојата евиденција прва лична. Неуспешен Тачи. 12 поени до сега постигна. 34-32. И конечно тројка на Гранчаров. Недостасуваат неговите тројки. Топката ќе им припадне на Струмица со оглед дека имало лоша водење на топката барем на средината од паркетот. Судиите со мало задоснување реагира, можеби тука изврши притисок мал Јордан Давидков, но сепак фактите беа на негова страна. Дарко Соколов, раздвижен е нападот на Струмичани, еве можност за Бошњак, но кој прави лична? Агоч, втора лична. Ве има и Џон Смит, ќе мора да бидат предпазливи. Иван Бошњак на линијата за слободни фрлања, без поени. Одигра мала минутажа во првиот период. Неуспешен во првиот обид. Останува 37-33. Прв поен за Иван Бошњак. 5 поени предност за тимот на
Струмица, топката е кај Живковиќ. Еве убава чиста позиција за Агош, не се обиде за 3, Живковиќ. Одлична комбинација до Николовски. Нема поени. Асовски. Пуповиќ. Гранчаров повторно од иста позиција, нема тројка, но Тасовски прифаќа со еден добар, одличен скок. Бошњак чиста позиција и тројка на Бошњак. Четврти поен и веднаш тајм-аут. Бара Маријан Лазовски, свестен е дека во овие моменти се крши резултатот 41-33, 8 поени предност за тимот на Струмица по 4,5 минути игра, односно 3,5 минути игра од вториот период. Живковиќ, Агоч, не стасува топка до Тачи, добро поставени во одбраната, но имало овде прекршок од Живковиќ. Во серија грешки влегоа гостите, дозволуваат на домакините резултатски да се одлепат. 6 минути и 14 секунди до крајот на првото полувреме, 8 поени предност за тимот на Струмица. Еве можност да дојде до двоцифрена предност. Не стасува топка до Бошњак, реагира, смета дека имало прекршок над него. А Тасовски во меѓувреме прави прекршок. Втора лична за Диме Тасовски. И конечно ќе влезе кај Струмичани новото засилување Михајло Груиќ. Во меѓувреме нема овде поени за Агоч. Контра Милјан Пуповиќ постигнува поени. 12 поен за него во досегашниот тек од средбата. 43-33. Најголема предност за Струмичани. Во игра ќе се враќа Џон Смит кај МЗТ. Одлична комбинација од Тачи до Агоч, поени на Агоч, 17 поен. Соколов, за сега без поени Дарко Соколов. Бошњак. Стасова топка до Милјан Пуповиќ, напад на гостите преку Стргјан Живковиќ, негови први поени намалуваат 43-37. 6 поени, 2 напади домакините не искористија. Тасовски. И тој греши. Серија на грешки сега кај домакините. Топката кај Тачи. Не се враќа во игра, односно нема да игра и да му се дозволи минутажа на новото засилување на Струмичани, бидејќи повторно е повлечен од записничарската маса. Бошњак во напад. Дарко Соколов веднаш до Диме Тасовски, овој до Гранчаров. Бошњак чиста позиција. Нема тројка. Прекусо беше овој. Удара на спротивната страна. Живковиќ повторно поени и тајм-аут бара Јорданчо Давидков. Напад на Струмица во чија питорка конечно во игра ќе биде седмицата Михајло Груиќ, новото засилување кој што дојде од соседна Србија заедно со Латовиќ и Пуповиќ. Но и Бошњак е овде од соседна Србија. Четворица играчи на Струмица. Нема поени за Дарко Соколов. 43-39. Струмичен има резултат 43-33. Но на брзина е стопена ова предност и нема сепак поени, доколку имаше овде тројка на Бојан Николовски, ќе беше навистина опасно. Грешат и кошот на Груиќ ќе важи. Први поени за Михајло Груиќ овде во спортската сала Парк. Ќе има и додатно слободно фрлање за него.
успева домакините повторно да направат предност од 7 поени. Топката кај Хил. Николовски, повторно Хил. Се пара Тачи, веднаш Тачи кон кошот, нема поени. Топката кај Гранчаров. До Соколов. Овој веднаш до Латович. Груич. Соколов. Гранчаров. Немаме ориентација уште колку време за нападот на Струмичани со оглед дека тројка на Гранчаров. Шести негов поен. Може би дојде во најпотребниот момент. Повторно 10 поени предност за Струмица. Нова грешка овој пат од Живковиќ, Дарко Соколов. Естасова топка до Гранчаров, пресече овде Николовски, Николовски. Живковиќ. Имат квалитет кошаркарите на МЗТ Скопје, но поединечно ќе мора да се воигра оваа екипа. Прекршок овој пат од кого? Мислам дека Дарко Соколов. Не, втора лишна. Навистина не успеав да забележам кој фаулираше, дали тоа е Гранчаров. Сепак и реков дека вечерва на овој дуел не работи официјалниот семафор. Сепак се согласи тимот на МЗТ Скопје, делегатот Поповски, но и судиската тројка дека може да се одигра. Рад се мери со часомер од записничарската маса, времето за напад, каде што и представник на МЗТ. Соколов. Топка добива Тасовски. 49-41 е резултатот на семафорот. Тројка на Латович. 13 поен за него. Најголема предност во овие моменти. Последни 2 минути од првото полувреме. Николовски до Хил. Овој до Живковиќ. Повторно, не сепак Груиш прави овди прекршок над Живковиќ. Го нема во овој втор период многу слободен Агоч. Иако го постигна во 18-тиот поен, 13 постигна во првиот период. Значи ова е петтиот, а во меѓувреме останува на 5 постигнати поени во овој втор период. Купно 18, 52-42. Гранчаров. Соколов. Конечно поени на Дарко Соколов. Први поени за него на оваа средба. 54-42. Последните 70 секунди од првото полувреме. Напад на МЗТ. Живковиќ. Топка добива Хил. Одлична комбинација, но Агоч овде се снајде. 20 поен за Слободен Агоч. Латович. Петнаесети за него. 56-44. Николовски. Обид за 3. Права тројка, ако не се лажам, на оваа средба за МЗТ. И тоа токму Бојан Николовски, негови први поени на оваа средба. 9 поени предност за Струмичани. Латович. Повторно тројка Латович. 18 поен, 59-47. Возрати со иста мера како и кон Николовски. Агоч. Одлично, поенот ќе важи, кошот ќе важи, простете, на Хил. Четврти негов поен ќе биде и на линијата за слободни фрлања. Останува само
Остануваат неполни 2 секунди до крајот на ова втора четвртина на ова прво полувреме. 59-49. Хил на линијата за слободни фрлања. Успешен, постигнувајќи го петтиот поен за него. Крај на првото полувреме 59-50. 9 поени предност за тимот на Струмица, откако во овој втор период успеа да го надигра противникот МЗТ Скопје. Почитувани гледачи, започна и второто полувреме од дуелот Струмица МЗТ Скопје. 59-50 по првото полувреме, 9 поени предност за домакините, но сепак по прикажаната игра што ја наметна или ја покажа гостите од Скопје, овие 9 поени предност не мора да значат ослободување на домакините, бидејќи знаат, имаат искуство одредени поединци кај гостите да ги покажат на вистина своите квалитети. Милјан Пуповиќ правеше прекршок според мојата евиденција. Ова би требало да биде за него прва лична. Напад на тимот на МЗТ, но повторно не искористи, нешто како реприза на првиот период, кога буквално и двете екипи не искористија по 2 напади. Еве повторно грешка кај домакините. Лош почеток во овие минута и 10 секунди од овој трет период. Лошо стартува домакините во состав Соколов, Богоев, Пуповиќ, Латовиќ и Тасолски, додека гостите Хил, Петровски, Тачи, Агоч и Живковиќ. Јане Петровски, конечно и тој да проработи онака како што посакува неговиот стратег Маријан Лазовски. Трет поен за Јане Петровски, само еден во првите 10 првото полувреме, а одлична комбинација меѓу Тасовски и Пуповиќ. Милјан Пуповиќ го постигнува 16-тиот поен, 61-52. Повторно 9 поени предност. Петровски. Агоч, одлична комбинација, но одлична блокада од Латовиќ. Соколов. Тасовски, чиста позиција, има ли тројка? Тројка на Тасовски. Недостасуваат неговите тројки на оваа средба. 6 поени, 2 тројки, но да веруваме дека во продолжение ќе се подобри неговата реализација на овој дуел. Тачи. Поени на Хил. Соколов. Латовиќ. Нема поени за Латовиќ, но во вториот обид успеа да го надигра Слободан Агоч. Најефикасен на паркетот, 21 поен, 66-54. Се разигра младиот Јане Петровски. Петти поен. Грешка прави Ефтин Богоев, 66-56. Мирно е на овој трет период, на стартот од третиот период. 10 поени предност за домакините. Веќе почна да течи четвртата минута од третиот период. Петровски. Но убаво се ослободи, иако Пуповиќ овде се најде на вистинското место, што е направено во меѓувреме. Прекршок прави Јане Петровски. Прва лична за него на оваа средба. Техничка е досудена според распоредот на кошакарите на паркетот. Дарко Соколов на линијата за слободни фрлања. 2 слободни фрлања, згора на тоа и напад за домакините.
Успешен Дарко Соколов. Четврти поен за него, но и топка, односно нов напад за домакините, 68-56. По втор пат имаат струмичани предност од 12 поени, ќе успеат ли таа предност да ја зголемат? Диме Тасовски. Топка Пуповиќ. Одличен Пуповиќ, браво на вистина, добро игра вечерва заедно со Дамир Латовиќ. 18 поен за Милјан Пуповиќ. Естасова топка до Живковиќ, Агоч, Тачи. И конечно, премногу сака под кошот на Струмичани, 4-2. Латовиќ, каква комбинација, само асистенција на Дарко Соколов. Латовиќ поентира. 23-ти поен за ерупција овде во спортската сала Парк, пред се за она асистенција и забивањето на Латовиќ. Шампиони, 6 минути до крајот на третиот период, 72-56. Го гледате семафорот, резултатот 72-56, на него не се бележат личните на сите кошаркари. Рековме, имаше проблеми домакинот Струмица околу тајмерот 24 секунди, но и прикажувањето на личните на семафорот, така што се до тоа се работи со стоперица, односно со брз часовник. Во меѓувреме брзо и овде на паркетот во спортската сала Парк, Дарко Соколов. Поени на Дарко Соколов. Откако Хил претходно поентираше. 11-ти поен за Хил. За сега Џон Смит не го гледаме онака како што треба. Не е во игра во овој трет период. Тасовски. Тројка на Тасовски. Дали тука е крахот на МЗТ Скопје? 77-58. Високи 19 поени предност за тимот на Струмица. Во меѓувреме Јане Петровски ја нагазна од линијата. Џон Смит влегува во игра на местото на Јане Петровски. 77-58. Се потруди овој млад плеймейкер да повлече нешто во играта на МЗТ Скопје, но за сега далеку поквалитетни, подобри се Струмичани. Тоа ќе биде добри нови поени, доколку Пуповиќ успеаше да поентира. Нова украдена топка, Богоев до Тасовски, но ја губи оваа топка Тасовски само во рацете на Тачи. Милјан Пуповиќ прави прекршок. Не успеа да ги изманипулира судиите. Лошо се постави од задгрб. А во таква ситуација, кога нема прегледност противничкиот кошаркар, лесно се прават прекршоци. Нов прекршок овој пат од Латовиќ. Втора лична за Дамир Латовиќ. 23 поени, 77-58. Живковиќ е на линијата за слободни фрлања кај МЗТ. Исто така ново засилување на овој тим. Поени предност за Струмица. Срген Живковиќ, 9-ти негов поен. Богоев. Дарко Сокол, опростете, Диме Тасовски, нема тројка за Диме Тасовски. Тачи. Одлично го пронеде Хил. Нема овде поени за Хил, но Пуповиќ прави прекршок. Ако не се лажем, ова ќе биде трета лична за него. И веднаш ќе биде повлечен. Груиш на негово место. Хил ќе биде на линијата за слободни фрлања.
11 поени, еве го и 12-тиот. Ефикасен Дерил Хил. Богоев. Груич. Веднаш до Латович. Го играе, го нема Пупович, Дарко Соколов. Прекршок на Тачи. Дали измена се прави во таборот? Да. Излегува од игра Слободан Агоч, на негово место Мирослав Деспотович. Богоев. Груич. Ова ќе биде напад за Струмица. Груич. Богоев. И нова повторно судиска топка, овој пат за гостите. Добро се поставија во одбраната кошаркарите на МЗТ. Гранчаров ќе влезе во игра. Да видиме само на чие место. На Дарко Соколов. 3 минути 20 на секунди до крајот на третиот период. Домакините имаат предност од 15 поени. Живковиќ. Деспотович. Тачи. Прекршок од Груич. Според мојата евиденција ова би требало да биде втора лична за него. Така е. И веднаш на линијата за слободни фрлања, вкупно 13 поени. Е можноста во овој период да постигне и тој поени, го прави тоа. Се топи предноста на струмичани, 77-63, 14 поени предност. Гранчаров. Латович. Нема поени. Џон Смит. Не стасува топка до Хил. Одлична блокада на Латович. Буквално изненадени остана и на клупата на МЗТ Џон Смит. И конечно Џон Смит со забивање за подгревање на атмосферата овде во спортската сала Парк. Шести негов поен. Тасовски. Гранчаров, чиста позиција за него, нема тројка. Џон Смит прифаќа оваа топка, напад на гостите. Хил, Тачи. Немаше чиста позиција Тачи овде. Гранчаров. Тасовски. Но и тој греши. Период на грешки на обете страни. Лоша завршница. А МЗТ полека, но сигурно успева да ја намалува предноста на струмичани повторно на 10 поени. 77-67.
Ако си има во предвид дека предходно, односно пред 2 минути, Струмичин има предност од 19 поени. Тачи се разигра, ова е негов 16-ти поен, следува тајмаут побаран од Јордан Чадавитков. Истече времето за напад на односно за тајмаут кој што го побара Јордан Чадавитков. Чиста позиција за Латович, тројка на Латович за враќање на самодовербата кај кошаркарите на Струмица. Техничка заработи Дамир Латович. Не успев да забележам зашто станува збор. Четврта лична заработи Дамир Латович. На негово место Бошњак. Мал прекин, можеби не потребно, но во секој случај ќе мора да се смират тензиите. 80-67 на семафорот, еве можност гостите да се приближат резултатски. Тачи, 2 слободни фрлања, првото успешен. И сега нападот кој што треба да го одработат гостите, но во меѓувреме има измена. Џон Смит е повлечен на клупа со број 5. Бојан Николовски, свесен е Маријан Лазовски дека во овие моменти, во последните 90 секунди може да се направи некоја негатива која што ќе биде пристојна, но и достижна за во последните 10 минути. Хил, Николовски, обид за 3 на Николовски, тројка на Николовски. Вистински мод потек на Маријан Лазовски, 80-72. Груич, Тасовски, Гранчаров, ја губат оваа топка, но греши и Николовски. Тасовски и веднаш прекршок од Деспотович. Се нервира овде Маријан Лазовски, сметаше дека има одлична позиција и шанса со евентуален напад и сигурна реализација, предноста на Струмичани да биде само сведена на 6 поени. Вака Струмица во обид повторно има двоцифрена предност од 10 поени, имајќи во предвид дека на семафорот е 80-72. Богоев, Бошњак, Тасовски, ќе мора да се интервенира. Нема овде поени за Струмица, останува 80-72. Последни 24 секунди, иако времето течеше, може би се слушаше она чукање по записничарската маса, но тоа е македонската кошарка. Се што може да се случи едноставно овде, не би требало да си дозволи овој ваков спортски храм да има такви проблеми. И се оди на долг напад, сигурно. 80-72. Хил. И конечно успеа да поентира Хил. Крај на третиот период. 80-74, само 6 поени предност за тимот на Струмица. Ако си има во предвид дека во овој трет период домакините има позитива од 19 поени, но тоа некако се опуштија во финишот од третиот период и сето тоа успеа да го казни МЗТ Скопје.
Последни 10 минути од дуелот Струмица и МЗТ Скопје, само што започна во напад да бидат кошаркарите на Струмица. Диме Тасовски со прекршок 80-74, веднаш повлечен на клупа Дарко Соколов во игра. Во меѓувреме се бара бришење на паркетот онаму каде што падна Живковиќ. Имаше мал прекис за да се избрише паркетот овде. Живковиќ. Прекршок од Тони Гранчаров. Нема овде техничка, според реакциите на судиите, призна во налетот бил Гранчаров. Деспотовиќ, Хил. Се наелектризирува овде атмосферата на паркетот. Хил, поени нема за него. Бошњак е прифати оваа топка, 80-74. Богоев. Не беше, ова можеше да биде незгоден пат. Одлична блокада на Бошњак. Но сепак овде Хил поентира. Како и да е, ќе мора да се интервенира на тоа место каде што падна Евтим Богоев. Но продолжува на преверот. Само да забележиме поени 15 на Хил и намалување на предноста на струмичани на само 4 поени. Гранчаров. Пуповиќ ќе мора брзо да бие. Но нема поени. Паника во редовите на Струмица. 80-76. 4 поени предност. Во психолошка предност е кошаркарите на МЗТ. Тачи во меѓувреме правеше прекршок. Измена кој излегува од игра, Евтим Богоев, Латовиќ во игра. 80-76. Помина речиси минута и пол од последниот период, нема со исклучок на оние поени на Хил. Струмичани за сега неефикасни. Бошњак. Кошот нема да важи, имало прекршок од кого? Дали тоа од Зевчевиќ? Живковиќ. Ова е втора лична за него, да, така е. Бошњак, Латовиќ, Гранчаров, Дарко Соколов, тешка беше ова позиција, но Латовиќ овде се најде. Нема поени за Латовиќ. Дефинитивно ќе мора да се надминат во овие моменти кошаркарите на Струмица. Огромна е психолошката предност кај МЗТ Скопје. Хил, добра обрана е потребна во овие моменти. Тачи. Сивчевиќ, тројка на Живковиќ и тоа во вистинскиот момент. 80-79. Запалено е црвеното светло кај Струмица. Соколов. Гранчаров. Соколов. Тешко доаѓа до позиција. Гранчаров нема тројка, но Бошњак ја прифати оваа топка. Нови 24 секунди издействуваше Бошњак за својот тим. Латовиќ ќе се скрши ли мразот во овие моменти. Струмичани немаат поени, но Николовски прави прекршок. 7 минути и 22 секунди. Дали тајмаут се бара или сепак има само смена кај Струмичани? Тасовски на местото на Бошњак. Каков драматичен финиш од дуелот Струмица МЗТ Скопје. Никој не можеше ни да замисли дека такво нешто ќе се случи на 7 минути.
Струмичани да има само поен пренос ако се има во предвид фактот дека во 25-та минута има предност од 19 поени. Гранчаров. Подарок топка на Живковиќ, а Тачи го носи својот тим во предност. 80-81. Поен предност за тимот на МЗТ Скопје. Сега е вистинскиот момент, Струмичани да ги покажат своите квалитети. Поен предност има тимот на МЗТ, напад на Струмица. Тасовски, Соколов, Латовиќ, Пуповиќ и Гранчаров. Соколов, Латовиќ, Гранчаров, Пуповиќ. Нема поени овде за Пуповиќ, но нема и прекршок. Тачи, Деспотовиќ, Хил. Се забра за играта на МЗТ, тоа е очигледно. Хил. О, тешка позиција, Хил поентира за својот тим. Ова е за него 17 поен. 80-83. Соколов. Тасовски обид за 3. Тројка на Тасовски. Ова се поените кои што можеби се потребни. 4 минути помина во последнат период. Струмичани беа без постигнат поен. Напад на МЗТ Скопје. Резултатот на семафорот 83-83. Се прави психолошки товар. Има ли уште време? Но Хил поентира. Немаат решение за него во овие моменти, како да тој повлече во второто полувреме од дуелот. 83-85. Гранчаров. Латовиќ. Имаше прекршок овде од Деспотовиќ. Се води публиката за коректно набирање. Соколов. Гранчаров. Латовиќ. Пуповиќ. Латовиќ. Поени на Латовиќ. 85-85. Тачи. Хил. Николовски. Живковиќ. Тројка на Живковиќ. Ова може да биде незгодно за Струмица. Ке успеат ли да возвратат со иста мера Струмичани? Пуповиќ. Пуповиќ. Латовиќ. Тасовски. Дарко Соколов обид за 3. Тројка на Дарко Соколов. Вистинска драма во финишот од оваа средба. 88-88. Живковиќ. Во меѓувреме што е досудено Латовиќ, ова ќе би требало да биде според мојата евиденција, ако е Латовиќ, пета лишна да видиме. Не сепак четврта. Четири минути и 15 секунди до крајот на овој нова средба, на овој надпревар. Живковиќ. Прави чекори, очигледно беше. Ова е вистинскиот момент Струмичани да дојдат до предност. Соколов. Гранчаров. Пуповиќ. Нема поени овде за Пуповиќ. Хил. Тачи.
Оземена оваа топка, не успеа Тачи да се снајде. Латовиќ, Тасовски, чиста позиција на Тасовски, нема тројка, но Дарко Соколов со еден офанзивен скок успеа да ја прифати оваа топка. Соколов. Латовиќ. Прекршок од кого? Од Николовски. Струмица 3 минути и 10 секунди до крајот на средбата. Смена во таборот кај струмичани кој ќе излезе од игра. Богоев на местото на Пуповиќ. Латовиќ на линијата за слободни фрлања. Осумдесет и 89-88. Нема поени. Само поен предност за тимот на Струмица. Легуваме во последните 3 минути. Хил. Нема овде поени за Деспотовиќ. Добра комбинација ова беше. Дарко Соколов одлично. Асистенција до Тасовски. 91-88, 3 поени предност. Марија Лазовски веднаш бара тајмаут. Две минути и 47 секунди до крајот на средбата. Струмичани имаат предност од 3 поени, но МЗТ е во напад. Хил. Добро го организира нападот дефинитивно на МЗТ. Тачи. Поени на Тачи. 22 за него. 91-90. Богоев. Латовиќ. Богоев. Во напад, но уште колку секунди има. Тајмаут повторно Давидков сега бара. 91-90. 6 секунди имале уште време од нападот што треба да го реализират. Како и да е, 2 минути и 8 секунди до крајот на средбата. Струмица има поен предност, но има и напад. Гледате на семафорот 2 минути и 8 секунди, 91-90. Струмичани имаат уште 6 секунди од нападот. Се разбира за реализација. Латовиќ, обид за 3 на Латовиќ, нема поени, но немало ниту прекршок. Можно ли е резултатски пресврт во меѓувреме да се направи, бидејќи негативот 1 поен имаат гостите, но во напад се течат последните 2 минути. Николовски. Живковиќ, обид за 3 на Живковиќ, тројка на Живковиќ. 93-91. 17 поен за Живковиќ. Богоев. Уште 6 секунди. Измена кај Струмичани. Дарко Соколов на клупа, Пуповиќ во игра. Потребна е, се разбира, стартна победа во овој пролетен шампионат. Следното коло веќе се игра на 9 февруари. Струмичани му гостуваат на АМАК СП, екипа со која ќе се најдат на финалниот турнир.
во Кавадарци од купот кој што ќе се игра од 12 до 15 март. На 12 април би требало да заврши регуларниот дел од шампионатот, пошто ќе започне четвртфиналето од плейофот, се разбира, меѓу најдобрите екипи од македонскиот кошаркарски шампионат. Евтим Богоев на линијата за слободни фрлања, неполни 90 секунди до крајот на средбата. Резултатот 91-93. Не успева Евтим Богоев во првото слободно фрлање. Во второто, да, поен предност за тимот на МЗТ. Потребна е одбрана. Хил. Поени на тачи. 95-92. Тројка на Евтим Богоев. Во вистински момент доаѓа тројката на Евтим Богоев. Последна минута, не успеав да забележам, но Маријан Лазовски бара тајмаут. 95-95. Последни 50 секунди од овој дуел, резултатот на семафорот 95-95. Ема овде поени за МЗТ. Сега потребно е